14 наблюдувачи на мисијата ОДИХР ќе ги следат локалните избори во Македонија. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко најави дека денес по нивната прва средба тие официјално почнуваат со следење на изборните активности. Членовите на ДИК на последната седница едногласно го усвоија и решението за измена на регистарот на бедиуми за локалните избори. Се работи на измени на кривичниот законник, најави премиерот Христијан Мицковски, потенцирајќи дека конкретно станува збор за членот 353, која регулира службената одговорност, а што претходната влада го ублажи. За да го амнестираат криминалот кој што го направија додека се богатеа на грбот на граѓаните, гласаа во парламентот здружно, злоупотребувајќи го европското знаме за сотогашните измени на законот да се амнестираат, изјави Мицковски. Инаку Уставниот суд во февруари годинава одлучи да поведе постапка за оценување на уставноста на измените на кривичниот законник од септември 2023 година, кои вклучуваа намалување на казните за функционерите. По 4 години од мандатите на градоначалниците на ВМРО ДПМН општините се запуштени, граѓаните разочарани, обвини председателот на СДСМ Венко Филипче. Тој нагласи дека колку и да се обидува власта да ја убеди јавноста дека во државата се живее добро, дека општините се развиваат, реалноста на терен е поинаква. Граѓаните гледаат и чувствуваат на свој грб дека со оваа власт не се заштитени и живеат полошо од претходно. Филипче потенцираше дека државата мора да се врати на вистинскиот пат и дека СДСМ е подготвен да го предводи тој процес. По обвинувањето од Венко Филипче дека ВМРО ДПМН е одговорна за запуштените општини во последните 4 години, од тимот на Мицковски му одговорија потсетувајќи го дека кога СДСМ беше на власт, секојдневно се сведочеше на локални, но и централни скандали и афери кои ги приредуваа нивните функционери. Затоа граѓаните повеќе не им ја даваат довербата, а ВМРО ДПМН ги препороди општините, кои беа оставени со долгови и празни каси, без проекти и без визии, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Наш императив е да го сочуваме Охридското езеро како непроценлив животен ресурс, порача председателката Гордана Селјановска-Давкова на одбележување на 90 годишнината од основањето на Хидробиолошкиот завод во Охрид. Таа додаде дека благосостојбата на езерото не е сама по себе загарантирана ако општеството и институциите не се грижат за него. Мораме да се грижиме и да ги чуваме нашите природни убавини и реткости. Тие се вечни, тие се наше, но и светско наследство, рече Селјановска-Давкова, при што побара зголемување на буџетот на Хидробиолошкиот завод како институција која има клучна улога во зачувувањето на водените ресурси во Македонија. Мобилниот оператор А1 ги представи новите можности што им стојат на располагање на корисниците. Како што најави Методија Мирчев, главен извршен директор на А1 Македонија, од сега претплатниците на мобилната телефонија имаат можност зачувани од интернет од услугата А1 NetSafe да го разменуваат за услуги согласно со нивните потреби, односно за буџет за нов уред, роаминг или за стриминг услуги и тоа бесплатно за секогаш. Претплатниците пак на А1 Алфа, кои се дел од А1 комбо пакет, ќе добијат зголемени комбо попусти. А1 Македонија годинава одбележува 6 години од ребрендирањето. Вкупно 878 барања пристигнале на јавниот оглас за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за 2025 година, наменет за лица кои припаѓаат на категоријата ранливи потрошувачи на енергија, што заврши на 30 август. Комисиите задолжени за обработка на пријавите веќе се во процес на разгледување, а почнувајќи од следната недела, обработените податоци ќе бидат доставувани до надлежните институции опфатени со јавниот оглас. Финансиската поддршка ќе се обезбедува преку намалување на месечната сметка за потрошена електрична енергија во износ од 1000 денари месечно, во трајање од 12 месеци. Медицински досиеа на 8 пациенти кои биле оперирани во приватните болници се под лупа на Комисијата на Министерството за здравство. Ке се проверуваат неодамнешните наводи изнесени од кардиологот Сашко Кедев дека во приватното здравство се правеле операции на срце без медицинска оправданост, само за пари. Вчера околу 20 часот на регионалниот пат Гостивар, село Градец, бил удрен 65 годишен пешак од Добридол. По несреќата тој бил пренесен во медицинскиот центар во Гостивар, каде што починал.
Околу 21 часот полицијата го лоцирала 30-годишниот возач на автомобилот кој удрил во пешакот. По наредба на јавен обвинител, а по член 300 од Кривичен законник, тешки дела против безбедноста на луѓето во сообраќајот, тој е лишен од слобода. Со воведни зборови на обвинителството во судницата на затворот Идризово се одржа првото судско рочиште против 9-мината водачи и членови на криминалната група Беланоца Барон, обвинети за повеќе убиства, изнуди и загрозување на општата сигурност во периодот од 2020 до 2024 година. Како што беше посочено од страна на јавната обвинителка, обвинетите во рамки на злосторничко здружение извршиле најмалку 8 убиства. Во чест на Денот на независноста на Македонија, Македонскиот културен центар во Истанбул во соработка со Асоциацијата на Истанбулската филхармонија организираат концерт на мешаниот хор Про Арс од Скопје. Свечената концертна програма насловена Македонски мозаик ќе се одржи на 6 септември во Ерменската католичка катедрала Сурб Аздвадзадзин во Бејоглу, Истанбул. Протестите во Србија не запираат и за денес студентите од Нови Сад најавија нови собирања на кои ќе се обрата студенти и професори од Филозофскиот факултет и Факултетот за спорт и физичко образование. Се очекува повторно прошетка до железничката станица, каде пред неколку месеци се случи трагичното рушење на настрешницата. Собири се најавени и во другите градови во Србија. Туристите од Косово и Македонија се најдова на критика на албанскиот премиер Еди Рама како најголеми загадувачи на плажите во неговата земја. Рама истакна дека тоа не се туристи кои зборуваат странски јазик, туку оние кои зборуваат албански. Тој како загадувачи ги посочи и домашните туристи. Над 1,34 милиони литри бензин и над 212.000 литри хемиски растворувачи биле дистрибуирани во Грција во текот на 2025 година од членови на меѓународна криминална организација, активна во шверц и фалсификување на гориво. Процените се дека вкупната корист од нелегалните активности изнесува најмалку 3 милиони евра. Грчката полиција, која ја разби криминалната организација, уопси 22 лица. Ставена е пломба на 7 бензински пумпи, а на 3 се врши проверка. Бројот на загинатите при вчерашниот инцидент во Лисабон достигна 17 лица, соопштија тамошните служби за заштита и спасување. Се уште не се откриваат имињата и националноста на загинатите. Спасувачките служби соопштија дека меѓу повредените се најмалку 11 странци. Русија и Кина го одобрија новиот гасовод моќта на Сибир 2, но се уште не се согласиле за цената, соопшти Газпром. Цевководот низ кој во иднина ќе поминуваат 50 милиарди кубни метри газ годишно, ќе поминува до Кина преку Монголија од арктичките наоѓалишта во Јамал. Ова ќе помогне на Кина како најголем потрошувач на енергија во светот да стане независен од американскиот течен природен газ, а на Русија да го надокнади загубениот пазар од ЕУ. Синоќа украински беспилотни летала нападнале неколку руски нафтени објекти во Луганск, вклучувајќи и најголемата рафинерија на гигантот Роснефт. Сето тоа според некои извештаи предизвикало голем пожар. Руското министерство за одбрана соопшти дека соборило 92 украински беспилотни летала. Во меѓувреме напад извршила и руската страна. Со беспилотни летала бил погоден регионот на Харков. Од Украина стигнуваат вести дека имало жртви. Од друга страна, Кремљ ја прокоментира најавата на францускиот претседател Емануел Макрон дека 26 земји се обврзале да обезбедат безбедносни гаранции за Украина. Лично рускиот претседател Путин истакна доколку Западот распореди трупи во Украина, тие ќе бидат легитимна цел за напад.